уметноста во денешно време со овој брз развој на технологиите и со премногу инфлуенсерство и таков тип на стимулации, очигледно премина во ловење на некој пиар, а не во правење на ангажирана уметност. И за жал Манаки е фестивалот и било кој друг филмски фестивал поголем, не само кај нас, туку општо и во светот, они се жртва на ова. Значи, реално повеќе се брка пиар и внимание, него што се брка приказ на некоја ангажирана уметност. Јас мислам дека тоа се случува веќе добри 15-20 години и во еден момент тоа ќе го достигне плафонот и мислам дека потоа ќе се случи нешто ново. Сметам дека тоа нашата генерација ќе го доживее, но уште не сме таму, иако сме негде блиску веќе до плафонот. Бидејќи толку бркање на пиар, на инфлуенсерство, на стимулација на површни аспекти, веќе не може да се оди понатаму и понатаму. Веќе не упалува кај народот, сакате да кажете? Може би упалува кај народот, мислам дека на тој начин се зомбифицира народот, бидејќи секој човек, затоа го спомнав на преска, човекот како единка. Така се одвлекуваат од поважните теми. Си има човекот еден глич и тоа е валјда нормална до негде работа, многу лесно можеш да го манипулираш ако го стимулираш со неговите површни импулси. И се знаеме кои се површните импулси, и капитализмот влијае на тој начин, инфлуенсерството влијае на тој начин. Едноставно го заробува човекот, го зомбифицира, се прави еден матрикс, така да се изразам филмски, и човекот не може да излезе никако од тој матрикс, али полека мислам дека се стига до плафонот. До плафонот бидејќи веќе се создава некој отпор, и уште сме далеку од вистински организиран отпор, но мислам дека како генерација можеби во некои следни 10-20 години ќе видиме некоја промена. Уметноста во секоја општествена доба се користела како средство и алатка, но обострано од страна на владеачката класа за обликување на свеста на народните маси, но од друга страна и од страна на народните маси за правење некој бунт околу несогласувањата до кои што доаѓале. Денес на овие теми околу уметноста и што значи уметноста ќе разговараме со Наташа Гелева и Јане Алтипармаков. Здраво, другари, добро дојдовте во Гласни идеи. Здраво, фала за поканата. Фала ви што дојдовте. Па прво би сакала пред да преминеме на темата за уметност, да прво се представите со што се бавите по-конкретно во последно време. Наташа, повели. Јас се занимавам, главен фокус во уметноста ми е фотографија. Веќе од 99-та наваму се занимавам интензивно со фотографија. Имам повеќе од 10 самостојни изложби и преку 20 групни изложби, иако освен фотографија имам излети и во филмот како камера woman, како камераманка, и во перформанс. Јане? Јас сум филмски режисер, тоа и го дипломирав оддавна пред 20 на години, филмски критичар. Пишувам и музички статии, пуштав музика доста често од време на време и денеска пуштам. Канал 103 ми беше долго време еден, како да речам, една база, еден извор на инспирација. Така што работам филм, пуштам музика, сакам да читам многу исто и тоа го сакам како работа. Значи, филозофија. Сестрано се бавите со уметноста. На некој начин така и тоа едно, се ми се наметна како прашање, дали уметникот, пример, сестрано треба да ги гледа процесите во општеството или само треба да се бави со тоа што одлучил, дали филм, дали фотографија, дали не знам, ликовна уметност и слично е едно. Мислам дека било која професија денес дека невозможно да се занимаваш само со една професија, дека дури другите луѓе кои што имаат, например, се, не знам, работат една работа, што им е главен приход, обично имат и некој кој што им е придружна работа. И дури некои и повеќе од една имаат. Така тоа го налагат условите во кои што живееме. Да. И се сакав да ја прашам. Ама и исто така и интересот, мислам дека нема потреба да се ограничува човек, дека треба да ги истражува и другите области, а како уметник треба да истражува, да провери што му се допаѓа и да биде со отворен ум.
Точно така. Сега кажа дека се бавиш од 99-та со фотографија. Да. Што сметаш од тогаш до сега? Дали е променето нешто, пример, на подобро, на полошо, како се одвиваат работите во таа сфера? Од 99-та лично за мене имам јас можам да кажам дека има подобрување, но сепак јас не живеам од уметност, значи тоа не ми е мој главен извор на приход, туку имам друга работа од која што остварувам екзистенција, а додека она заработувачка која што имам моментално од уметност ми е само дополнителен приход. Во моите почетоци се разбира и го немаше ни тоа, ни тој дополнителен приход, така да за мене е тоа промената. Да, но сепак се уште не можеш пример да живееш нели само од фотографијата. И баш би сакала да кажам дека многу ретко од уметниците денес кој може да живее само од уметност. Конкретно од фотографија, за некој да живее, тоа се многу луѓе кои што се вработени, например, како официјални фотографи во некој министерство или во некоја институција, или пак во некој медиум кој што, како што знаеме, нели, весниците се затворија, па порталите многу често и има многу од нив кои што не ни користат фотографски услуги, односно користат фотографии направени со мобилен или пак преземаат од други. Да, тоа е друга тема, веќе е развојот на технологијата, како влијае на сето. Не е тоа развојот на технологијата, туку тоа е изборот што така го прават. Да. Значи на не поквалитетно се оди всушност, како во секоја област. За заштедување на пари, да. Да. Така да не само фотографи, туку и од другите области на уметноста, ретко кој живее само, значи тоа се неколку не знам, како ги викаат, државни уметници, кои што имаме неколку примери, кои што такви примери на државни уметници кои што земаат пари од државата, дали како пензија или како некој како се вика тоа, непишен договор дека секоја година ќе добиваат пари за своите проекти, иако тие проекти упорно со годините се покажува дека се неквалитетни. Точно. Јана, истото прашање за тебе во твојата област со филмот, како чувствуваш ти, дали одат работите на подобро или на полошо? Па јас се запишав одамна 98 на факултет на ФДУ, предходно филозофија студирав, и тогаш сите бевме некако ентузијасти, и 90 ми се чини дека имаше некој поголем ентузијазам и вајде ние како генерација бевме помлади. Од 2005-2006 кога дипломирав наваму, не сум сигурен дека работите одат баш на добро, иако се оформија некои институции во рамките на филмската дејност, како најпрво филмски фонд, па потоа агенција за филм, и со формирањето на тие институции наводно требаше целата работа повеќе да мрне, али нашата држава во немање на фокус, во немање на вистински интерес, многу брзо го запусти сето тоа. Така да и покрај постоењето на тие институции, јас мислам дека работите се далеко од добри и ќе се согласам скроз со Наташа, испаѓа дека има неколку луѓе или неколку групации кои што можат да остварат некаква живеачка од занимавање со филм, а сите други треба или да бидат вечни ентузијасти или филмот да им е хоби, а да не се лажеме, филмот е скапа уметност, е еднаква на градење катедрала на моменти, значи навистина скапа работа во која што се вмешани многу луѓе и филмот не може да биде само хоби. Посебно во една држава како нашата, која што е многу мала, со многу ограничени ресурси, филмот треба да биде финансирана или некако задолжителна дејност во која што државата ќе умее правилно да ги вметне нејзините собствени потенцијали. Кај нас тоа веќе одамна не се случува и затоа работата е ваква каква што е. Не дека немаме добри филмови, добри филмаджи и филмаджеки, се разбира, имаме многу квалитетни и во мојата генерација, и во помладата генерација, и во нешто постарата, ама не знам зошто, а во суштина знам зошто. Тоа е мало гејанштината кај нас и неследувањето на стварите. Уште сме заглавени во некои чудни филмови од таму, крај на 90-ти, почеток на 2000-ти, а веќе сме 2025 година и работите мора подитно да почнат да се менуваат.
Да, Бидејќи но- вака, знаеш, испаѓа дека има еден куп талентирани луѓе кои што веќе сме средовечни, не сме млади, се троши огромна енергија, се троши огромен ентузијазам и место тоа да се искористи правилно и да се насочи правилно од страна на државата или од страна на самите продукции, еве ние нели живееме во некакво приватно општество, како да го наречам, капитализам. Значи, ајде да речеме продукциите да ги бркаат работите, ништо тоа не се брка, значи време е да се наметне некој систем кој што ќе биде многу поправичен и во кој што луѓето место да трошат огромни енергии и многу години, ќе бидат правилно насочени и ќе го дадат максимумот. А мислам дека тој максимум кај нас постои. Значи може да се искористи, само не се стимулира на вистински начин. Јасно, како во сите други области ви рекла Да, повторно. да. Сега малку вака и теоретски што представува за вас уметноста во суштина? Дали уметноста е нешто што само убаво изгледа или пак треба да биде нешто што поттикнува на промени? Еве што е уметноста? Ја мислам дека дури кога човек се одлучува на пример да работи неангажирано на уметност, дека дури тоа е став, и дури тоа е некаков политички став, затоа што едноставно се спротивставуваш на целата политичка ситуација или на целиот тој напад од сите страни на политизирање на работите. Да. Човек може да се исклучи и да работи естетика само за естетика и тоа е нормално и валидно и пред си уметноста во некое, да речеме, совршено општество би требало да биде таква. Но ние не живееме во совршено општество и јас мислам дека уметноста мора да биде или треба да биде ангажирана, да како што спомна Наташа, човек може да се исклучи и да си работи сам за себе и тоа да е некој став, ама мислам дека во денешно време, особено во сега што се случува овие неколку години, уметноста треба да биде ангажирана и тоа е еден вистински начин како ние да допреме до многу повеќе луѓе и да анимираме некоја промена која што ако не се случи во брзо време, мислам дека како човештво, а да не зборам Македонија како општество, сериозно ќе заглавиме. Да. И мислам дека од секогаш уметноста служила како алатка за освестување на некои состојби, и придонесла за многу борби, како што се правата, например, например во Америка за сегрегацијата, потоа за класната борба, за ЛГБТ правата и така натаму. Значи секогаш била користена за конкретно еве фотографија или филм, се моćна алатка затоа што, нели, како што се вели, фотографијата вреди 1000 зборови и наместо да опишува некоја состојба, директно ја покажува некоја состојба каква и со тоа може да биде пошокантна нели ако видиш. Луѓето со тоа повеќе има моќност да ги освести луѓето. Иако во денешно време пак со сите тие опции за манипулација на тие алатки, фотошоп или монтажи, пак денес се користи и контрааргументот, нели? Ова е фотомонтажа, ова не е вистина. Значи денес го имаш и обратната. Еве како мислам гледате на развојот на технологијата во оваа област? Нели од една страна тоа е добро, бидејќи нели технологијата користи во сите области во кои што живееме, а од друга страна се злоупотребува. Како пример ми се ставило крај на тоа, дали е возможно всушност? Па технологијата и генерално уметноста, филмот и фотографијата се дефинитивно дел од тоа, се неутрални сами по себе. Многу е битно како човекот што ги користи и да ги користи пред се како алатки за подобрување на нешто. Многу луѓе тоа не го користат како алатка за подобрување, го користат како алатка за манипулација. Значи, филмот, фотографијата, генерално уметноста е многу слична на некоја душевна состојба која што ако ја исполниш со позитивна енергија ќе ти врати позитивно, ако ја исполниш со негација ќе ти врати негативно. И мислам дека тоа ќе се случува и понатаму, почнувајќи од сега со овие вештачки интелигенции. Значи многу е битно ние да ги користиме како алатки за позитивна промена и тие ќе ни вратат на некој начин, се зборувам за нив како за ентитети, ама јас и на некој начин искрено верувам дека тоа се можеби и ентитети, не се само предмети,
али тоа е веќе на страна друг муабет. Во секој случај сакам да верувам дека ние како луѓе ќе успееме, како човечки род ќе успееме да ги користиме за позитива. Не сум сигурен дека тоа ќе се случи, али мора да даеме се од себе. И филмот во овие 100 и нешто години колку што постои, многу често бил пример и на позитивно користење и на негативно. Тоа е Јасно, бидејќи да. тој сам по себе е неутрален медиум. Како што кажав на почетокот, зависи кој го користи, дали владеачката класа или владеаната класа на некој начин. Така, да. И пред се зависи од карактерот на луѓето. Јас мислам дека карактерот е многу битен, значи има луѓе кои што се можеби дел од владеачка класа, али се позитивни, па го користат тоа позитивно и обратно. Ме разбираш што сакам да кажам. Многу е битно карактерот на човекот како единка да е вистински изграден, а понатаму работите се местат сами по себе. Да, ма ако земеме во предвид дека карактерот исто така се на некој начин се оформува преку условите во кои што живееме, значи ако живееш во вакви услови, значи карактерот ќе ти биде таков, бидејќи нели ние сме составни делови од повеќе материи, да кажам. Добро, е сега пример за сцената во Македонија и во светот. Како ја гледате? Дали пример постои ангажирана уметност? Имаше нели некои филмови во последно време со таа тематика кои што беа доста познати во светски рамки? Дали има придвижување во таа насока? Паразит, мислам дека беше филмот и некои други. Кога го спомна Паразити за социјалното обкружување, тоа е добар пример затоа што она што го кажа ти дека социјалната средина го формира човекот, таму мислам дека беа прикажани подеднакво негативно и владеачката класа и овие Владеаната, да речеме. Да, владеаната класа, затоа што тие беа баш онака представени без некои морални скрупули. Има други... Добро, тој, извини што се мешам, али Да. тој филм адресира проблем на човекот како суштество. Да. Значи, иако самиот режисер очигледно има некакви симпатии кон, условно да речам, социјалистичка структура, сепак во овој филм адресира проблем на човекот како суштество. Но има други примери, кои поскорешни примери на филмови кои што многу добро се занимаваат со таа тематика на социјална борба, класна борба, како што кажуваш ти. Snowpiercer е еден од нив и платформа. Не знам дали ти се познати, тие не знам се од која година се. Snowpiercer се од да ја раскажам премисла, не знам. И тој истиот режисер од Паразит. Да, истиот режисер. Тој му е, мислам дека му е многу подобар пример за класна борба, каде што патуваат во еден воз кој што го ги носи остатоците на човештвото откако земјата поради климатските промени станува вечно уништена. Вечна зима. И во возот се представени класите со тоа што најнапред се нели најбогатата класа и цело време имаат најдобри услови, најдобра храна, а додека другиве работат сите за нив. А платформа е исто многу слично сиже. Платформа живеат во една зграда каде што во највисоките катови, они кои што живеат во највисоките катови добиваат најмногу храна и како што се симнува подолу лифтот, се помалку и односно на крај воопшто нема храна. Интересен приказ направил, да. Сам, дали што викаш ти до човекот и до карактерот, пример, кој е проблемот зошто не се прави толку ангажирана уметност? Дали самите уметници не се занимаваат со тоа или пак како што спомнавте дека е тешко да се бави со тоа што сакаш поради нели екзистенцијални причини? Каде е тука границата? Па најверојатно е тешко бидејќи човек треба да плати некои сметки, на крајот на денот секој месец мора нешто, така е уреден системот, а преку работа со ангажирана уметност тие сметки некако не се плаќаат и тој веќе генералниот проблем. Очигледно дека се дистанцира општеството од давање проекти кои што ќе го четнат. Во смисла ќе го стимулираат човекот да размислува малку повеќе. Значи едноставно тие ангажирани проекти не се стимулираат доволно, кај нас мислам дека скоро воопшто не се стимулира, или пак тоа е
се повеќе приметливо, се стимулираат преку некои, според мене, малку површни и наметнати ангажмани. Нештото е ангажирано, ама во суштина многу брзо можеш да видиш дека тоа не е вистински ангажман, дека е тоа некоја површна, да не речам помодарска форма, и затоа многу брзо таква ангажирана уметност многу брзо паѓа во квалитет. Значи вистинска ангажирана уметност одамна веќе не се стимулира и тоа се најверојатно некои цели, некои идеи на некои центри на мог кои што сакаат едноставно апатија и само трошење и правење на ефтина забава. Иако не е се така црно, има и моменти, посебно во некои филмови од поново време, кај што може да се примети вистински ангажман, али тоа не е толку често колку што би требало да биде. Она што мене ме загрижува е што тука кај нас во наше општество тоа е скоро непостоече. Да. И сега која е улогата на уметникот? Дали уметникот по секоја цена треба да проба да протне некоја идеја? Но сакам да се надоврзам на ова што го кажа Јане, дека кај нас е фасцинатно како земја која што е релативно сиромашна, нема вистински интерес за занимавање со социјални теми. Како сите да сака да, не сите, ама мнозинството како да сака да се занимава со нешто што е на некој начин елитистички. Прифатливо. Како обратно, знаеш, како да се преправаме ние дека сме не знам, Холивуд или не знам што, дека сме некоја повисока класа, наместо наместо напротив да го земеме од она што не обкружува, да го прикажеме, да им го ставиме пред во фаца на другите. Да, ево ова што кажа со Холивуд, пример со Манаки фестивалот во Битола што се случува, буквално, значи на тоа ниво е сведено. Мислам, не знам се за содржините не зборувам, туку како е тоа цело представено со црвени теписи, па одат сите се сликаат облечени дотерани и повеќето луѓе одат за да бидат видени таму, а не за да примат нели нешто или да уживат во уметноста. Така. Па уметноста во денешно време со овој брз развој на технологиите и со премногу инфлуенсерство и таков тип на стимулации, очигледно премина во ловење на некој пиар, а не во правење на ангажирана уметност. И за жал Манаки е фестивалот и било кој друг филмски фестивал поголем, не само кај нас, туку општо и во светот, они се жртва на ова. Значи, реално повеќе се брка пиар и внимание, него што се брка приказ на некоја ангажирана уметност. Јас мислам дека тоа се случува веќе добри 15-20 години и во еден момент тоа ќе го достигне плафонот и мислам дека потоа ќе се случи нешто ново. Сметам дека тоа нашата генерација ќе го доживее, но уште не сме таму, иако сме негде блиску веќе до плафонот. Бидејќи толку бркање на пиар, на инфлуенсерство, на стимулација на површни аспекти, веќе не може да се оди понатаму и понатаму. Веќе не упалува кај народот, сакате да кажете? Може би упалува кај народот, мислам дека на тој начин се зомбифицира народот, бидејќи секој човек, затоа го спомнав на преска, човекот како единка. Така се одвлекуваат од поважните теми. Си има човекот еден глич и тоа е валјда нормална до негде работа, многу лесно можеш да го манипулираш ако го стимулираш со неговите површни импулси. И се знаеме кои се површните импулси, и капитализмот влијае на тој начин, инфлуенсерството влијае на тој начин. Едноставно го заробува човекот, го зомбифицира, се прави еден матрикс, така да се изразам филмски, и човекот не може да излезе никако од тој матрикс, али полека мислам дека се стига до плафонот, бидејќи веќе се создава некој отпор и уште сме далеку од вистински организиран отпор, но мислам дека како генерација можеби во некои следни 10-20 години ќе видиме некоја промена. Барем се надевам, бидејќи ако не се случи таа промена, ова ќе отиде во тотална бесмисла. Да, сега промената како ја замислувате, пример, промената би се случила само во полето на уметноста или како што спомнавме преска, дали сестрана би била промената? Дали може, пример, во вакви капиталистички услови да се на некој начин спаси само уметноста? Или мора тоа да оди во целокупен процес со другите дејности во општеството? Јас лично мислам дека мора да биде тоа комплетен процес. Најверојатно уметноста ќе биде дел од тој комплетен процес, дали тоа ќе биде прво или второ, не сум сигурен, али дефинитивно мислам дека тоа мора да биде еден комплетен процес, со тоа што од друга страна малку сум песимист
колку и да сакам да сум оптимист, сепак ако зборувам вака искрено и здраворазумски, малку сум песимист дека тоа многу брзо ќе се случи. Вики мислам дека сме ние прилично заробени како човечки роти, сме склони тој наш глич, оној негативен глич да си го вадиме надвор цело време место да пробаме да се некако рефлектираме внатре и да се промениме. Тоа е долг процес, не гледам дека сме таму како род, така да има уште доста работа. А кога и како ќе се случи таа промена ќе видиме. Една промена се случи пред 100 и нешто години, ќе стигнеме може и до тој муавет кај што филмот играше многу битна улога, но за жал работите се свртеа и за тука се виновни повеќе страни, али ете, тоа нека биде можеби за понатаму муавет. Да. Еве и ти сигурно имаш што да кажеш околу ова. Сакав да се додоврзам на тоа на почетокот. За тоа дали се променети работите денес, дека сепак има некакво подобрување, морам да го спомнам тоа, дека постои програма од Министерство на култура за самостојни уметници. Мислам дека е околу 10 години, не знам точно колку време постои, со кое што им овозможува на оние кои што се занимаваат со уметноста, не се вработени во институција или не се во работен однос, да остварат право на пензија. И тоа е некаков напредок. Како ли тоа? Всушност треба да плаќа нешто уметникот? Не, уметникот треба да исполнува одредени услови, зависи од која област се занимава. И во последните 5 години треба да ги исполнува тие услови. И ако ги исполнува тие услови, треба да има формирано трговец поединец. И преку тоа Министерство за култура му ги исплаќа пензиските и здравствените трошоци, придонесите, да. Сега тоа е некакво олеснување за повеќето, за фриленсери особено кои што нели со својата заработка не можат да ги плаќаат тие придонеси. Но има некои работи кои што треба да се досредат таму, како што например тие услови кои што важат, кои што треба да ги исполнува еден уметник, не може да важат и за постари уметници например, кои што сепак не може да се толку активни како некој кој што е... Значи пак е со фалинг и програмата на некој начин. Да, значи не е совршена, но сепак е некаков чекор напред. Ајде пред сега ми се наметнува прашање, пред ова програма да постои, што се случуваше со уметниците фриленс што работеа? Значи остануваа без пензија, така? Значи, секој се снајде како што уме. Како хонорарен работник. Да, или немаш пензија, или пак ако имаш доволно примање, тогаш си паѓаш сам. Да, ако немаш тоа, значи сигурност никаква не нуди всушност, не нудеше професијата. Сигурност никаква не нудеше. Јас мислам дека и се уште не нуди доволно сигурност, бидејќи реално приходите се мали, хонорарите се мали и она што како пензија некаква за некаква сиднина се плаќа и тоа е многу мало. Минимална сигурно. Не е минимална, морам да ве коригирам, тука не е минимална, значи добро, али во секој случај сметам дека работите се далеко од тоа што треба да бидат. Бидејќи примањата не се добри, хонорарите не се добри. Тука сакам да се надоврзам на еден пример на еден уметник. Сега излезе некоја сторија за тој уметник кој што има остварено не знам околу 30 изложби, самостојни изложби, меѓу кои многу во странство. И последното нешто што го прочитав е тој уметник дека е оставен на работна екзистенција, односно дека му е цела година исклучена струјата дома и дека има и денови кога не може да си дозволи да си купи јадење. Значи, многу често се гледа на уметникот како има некакво општо мислење меѓу мнозинството дека уметниците се мрзливи. Безделничари сум слушнала. Уметниците не се мрзливи. И не е вистина дека секој може да работи било каде. Не може секој да работи во фабрика. Не може секој да работи во продавница. Така да овој уметник кој што го остварил својот долг кон државата, долг кон државата со тоа што ја застапувал како
како незин амбасадор на меѓународни изложби, но државата не му возвратила за тоа, односно не нашла систем како да го заштити и како тој да Има да многу на рап на сиромаштина. Многу такви примери низ и околните земји. Бас сега гледав за некоја уметница од Албанија што отишла во Америка пред многу години и таму стигнала до рап на бездомништво и сега ја открија преку не знам некои инфлуенсери и сега државата дури пробува некако да ја помогне, значи државата Албанија во Америка да ја помогне. А претходно таа се обраќала за помош и слично, ама никој не ја регистрира. Ама сега одеднаш кога има внимание, ти имаат интерес. А исто и таа одела понад превари и слично. Така што судбината на повеќето, мислам, на многу уметници така завршува за жал. А од друга страна, да се вратам на темата со ангажираната уметност, низ историјата, нели, луѓе уметници исто така биле гонети, служеле и затвор и слично ради делата што ги создават. Сад, каква е во денешницата состојбата? Дали постои, како да кажам, опресија некоја во Македонија кон уметниците? Или самото тоа, пример, што не можеш да се вработиш колку уметник е опресија на некој начин? Па тоа е опресија дефинитивно и нема можеби јавна опресија или официјална, али некоја зацкриена опресиите како или цензура, постои. да речеме, или па можеби самиот уметник да се само цензурира поради стравот од... И то како? И тоа како, апсолутно Да. е така, и тоа многу често се случува, ни се случувало мене, тебе, на многу други луѓе што ги познаваме. Тоа е таа тивка цензура каде што општеството официјално не те цензурира, ама ти наметнува толку многу чудни принципи да ти цело време се само цензурираш во себе и накрај едноставно стануваш некоја празна љуштура, место да станеш активен уметник кој што сака нешто да промени. Ние конкретно во Македонија сме жртва на вечната транзиција и никако не се наместија системите како што треба. Може би има некои позитивни примери до некаде како ова, да речеме пензиските, нели, во фондови, како да ги наречам точно, во Министерство за култура, али тоа е премногу малку за да можеме да кажеме добро, одиме натаму. Ние сме жртви на вечна транзиција, жртви на некоја сиромаштија на духот, затоа сакаме да се представуваме поголеми во некое богатство материјално од тоа што сме, баш ка сите овие, да речам, глобалистички тенденции како инфлуенсерство многу брзо огромен замав зема и сето тоа кога ќе се искомбинира настанува еден пеколен портокал на комплетно незадоволство кој што никој не го адресира, туку сите се кјутиме и се само цензурираме, бидејќи си викаме па утре нема да добијам проект, нема да можам да си ги платам сметките и сето тоа трае со години и еве таа вечна цензура која што ние никако да ја адресираме, а се случува постојано и според мене ништи генерации на во суштина креативни луѓе. Ова звучеше можеби малце песимистички, ама јас сум цврсто убеден во ова и мислам дека како повеќе јавно и гласно вака ги адресираме проблемите, можеби конечно ќе станеме повидливи и на некој начин ќе успееме и да се избориме за некоја плюс иднина. Да, не звучеше песимистички, туку за жал таква е реалноста и да, мора да ја кажуваме како што е. Како што треба, да, и како што е. Океј, па како ја гледате перспективата, еве да речеме, во подоброто утре, заедно уметниците со остатокот од населението? Како треба да биде, не знам, корелацијата? Дали постои корелација меѓу уметникот и публиката или народот, ајде да речеме, ако се обраќаш нели на широки народни маси, и плюс е тоа, еве, како во Македонија се прима уметноста од страна на неуметниците, да речеме. Мислам, нели, често се мисли дека од уметноста нема некоја корист, нема некоја практична корист, но тоа е многу ограничено мислење, затоа што од друга страна пак без производите на уметноста мислам дека не вреди да се живе, значи овој живот. Односно без песна, без музика, без филм, без книги, значи тогаш би биле само машини. Па и натаму одиме. Всушност, ова инфлуенсерството, еве, што значи инфлуенсерството? Дали, пример, тие луѓе што се бават со тоа, прават нешто уметничко, всушност?
уметникот денес го дава тоа што го барат масите, а всушност уметникот треба да биде тој нели авангардата, револуционерните идеи што ќе ги даде преку своите дела и тука малце се губи во капитализмот, веќе тоа се изопача. Во зависност од поривот на уметникот, зашто го прави, она што го прави. Затоа што за кај сите е различно. Некој го прави од искрени побуди, некој го прави тоа од активистички побуди, затоа што сака да алармира за некоја состојба, а додека некој го прави од чисто внимание за профит или така, да биде интересен во моментот. Разликата во она што се случувало пред 100 и нешто години, нели преска го спомнав тој муабет, е што во тој момент, пред 100 и нешто години, одредени луѓе препознале нешто авангардно во новите текови, а фотографијата и филмот тогаш биле нови текови. Например, Ленин, тоа сигурно вас... Кога велиш 100 години мене на Езенштајн ми текнува. Да, тоа сакав да кажам и натаму сакав да го истркам муабетот. Ја очекував први него да спомнам. Бидејќи мислам дека ќе биде интересно за публиката што го следи подкастот. Ленин препознал во филмот и во фотографијата, или пред се во филмот препознал авангардна уметност која што може многу да влијае врз масите, но од друга страна препознал и нова енергија која што кореспондира со тогаш 20-тиот век. И успева да се спогоди со луѓе кои што му биле, да речам, на некој начин следбеници или истоимисленици, јас би рекол, а еден од нив бил Езенштајн, да направат нешто што е крајно авангардно, а од друга страна да стимулира промена кај милиони луѓе, бидејќи тоа било државна стратегија. Че во тој момент тие луѓе препознале нешто авангардно како државна стратегија. Тоа е она што ние не успеваме сега да го направиме, а глобалниот, сега да не речам запад, бидејќи сметам дека истокот ги има истите проблеми, значи глобалната заедница е толку многу даена на површни аспекти, бидејќи брзата технологизација ги изби на површина тие површни аспекти, да луѓето веќе со минимум или со никакви естетски критериуми прават нешто и стануваат инфлуенсери. Тоа не било случајот пред 100 и нешто години. Ейзенштајн бил мислител од највисок ранг, може некој да се согласува со него или да не се согласува, али човекот бил филозоф, бил естет, бил некој што верува искрено во нешто, и он бил жртва на својата идеологија, бил жртва на Сталин, ако збориме идеолошки, што е една убава порака како не треба да чистата мисла да премине во тоталитаризам, а за жал знаеме и ние колку и да сме симпатизери на социјалистичка мисла, тоа ако не оди добро, брзо преминува во некој тоталитаризам, а од друга страна па и ова што се случува со наглиот раст на инфлуенсерство и на капитализам, и тоа не е добро. Се надевам дека пак она што го спомнав преска, дека можеби за некои 10-15 години ќе почне некаква промена, и навистина сакам да видам дека авангардата пак ќе биде препознаена и дека ние ќе направиме едно диалектичко вртење, ќе се вратиме на почетоците, бидејќи тоа што се случувало помеѓу 17-та година и 27-ма, можеби 30-та, еве да речам, поправиме ако грешам, може да биде интересен патоказ како ние можеме да ги споиме авангардното и револуционерното. Бидејќи тоа се случило тоа, и тоа вродило со огромен предизвик, со огромен плод, и ден денеска, после 100 и нешто години, тоа се изучува, и секој што реално го прати филмот, без разлика дали е приврзаник на либералниот капитализам, бидејќи ја спознавам и такви луѓе, или на социјализмот, кои што го почитуваат Ейзенштајн, и едните и другите, тоа ми беше зборот, тоа е само знак за квалитетот и за авангардноста која што била препознаена во тоа време, и дефинитивно треба ние да ги извадиме позитивните аспекти на тие револуционерни текови и да ги имплементираме во сегашноста, и мислам дека така ќе одиме напред. Значи вика да се вратиме на 20-тиот век за да продолжиме во 21-виот век. Да, продолжиме, бидејќи тоа што го направиле тогаш тие некои луѓе во тој некој стадиум од 5-6 години кој што било фасцинантно, мислам дека тоа бил вистински почеток на некој модернизам, па да не речем дури постмодернизам. Значи они успеваат во тоа време да го креираат и 21-виот век. Толку биле револуционерни. Значи се што треба да направиме е само ние да се вратиме назад, да исчистиме некои тоталитарни тенденции од тие мисли и да ги аплицираме и да одиме напред. Само не треба и да се заборави дека уметноста дефинитивно може да биде голема пропаганда, и бидејќи таа тој период се случува, во ствари сватиле дека може да се користи за пропаганда. Во тој период сватиле дека може да се користи за пропаганда, и тука ќе спомнам уште нешто. Освен Ейзенштајн, тука имаме и една друга контрапропаганда. Тоа е пропагандата што ја користеле национал-социјалистите, но факт е дека и тоа во тој момент, како дело на Лени Рифенштайл, било крајно авангардно. Мислам, како квалитете на врвно ниво. Ние можеби да не ни се свиѓа
и не ни се допаѓа општествениот ангажман во тие дела. Да, Тоа е квалитетот многу и ова авангардно. се две различни работи. Така. Денес немаме ни квалитет, ниту пак поривот не е чист. Значи не... во секој случај две многу различни тенденции политички препознаваат авангардни тенденции како нешто многу битно и ги користат на најдобар можен начин. Да. Па и во денешно време капитализмот пак ја препознава уметноста, се создава на некој начин уметност што му одговара. Да, Така се развира, го се разбираме развира. тоа. Да, се развира дека е така, но мислам Дека се користи уметноста сепак како алатка. Да, супер. Само кој ја користи? да. Сепак добро што во Холивуд како е на машинерија каде што профитот е најважен, сепак успева да се прават, дури и таму успева да се прават филмови кои што говорат за многу битни теми. Па да, тоа ми беше преска поентата, дека дури таму, значи веќе некои теми продират. И сега не знам тоа како да го протолкуваме, така. Да бидеме искрени, јас бидејќи се занимавам доста и со историја на филм и со теорија на филм, во Холивуд тие теми, да речем условно прогресивни, влегуваат релативно рано. Уште во 60-ти години одредени поединци веќе практикуваат некои работи кои што се општествени ангажмани, па да не речам сега и просоцијалистички, можеби е тешка оваа формулација, ама има одредени филмови со симпатии кон таа идеологија. Тоа се филмови кои што не биле забранети. Дел од нив добивале и Оскар. Спартак е, например, таков филм, стариот Спартак од 60-та година, кој што е напишан како сценарио од човек кој што бил социјалистички симпатизер, кој што пред неколку години си доби биографски филм. Че зборот ми е, во Холивуд се прават такви филмови, но тоа не е, да речеме, основниот примат на Холивуд. Основниот примат е да заработуваат пари. Сега во таа голема маса на интелектуална работа, има луѓе кои што знаат како да протнат одредени работи и тоа цело време се протнува, за разлика од, например, кај нас, каде што ние плачеме како општество и како средина да направиме такво нешто, ама никако не успеваме. Да, ма Тоа тоа што има го збориме цело врска, време. да, еве што викаш во СССР, нели, тоа било државна стратегија. И сега Да. тука ако нема државна стратегија, како луѓето како Апсолутно. сам филм да снимиш, некој Апсолутно. добар, квалитетен и секога ти треба, нели, стратегија и опрема, луѓе, сето тоа пари. Така е, така. Да. Па добро, ви благодарам за разговорот, ако немате што да додадете. Фала ти за поканата. Фала и од мене. Се надевам дека беше интересно, дека кажавме нешто што ќе ги испровоцира, ќе ги стимулира интелектуално гледачите и слушателите. Да, иако викаш песимистички, сепак на крај мислам дека оптимистички заврши. Фала ти. Фала ви вас. Почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Глас на идеи.